Лажни диагнози, фиктивни боледувања, одмори на товар на системот, сите злоупотреби под наводниот медицински плашт ке станат минато. Министерот за здравство Сашо Клековски предупредува дека злоупотребите се масовни и најавува решение со кое ќе се стави крај на ваквата пракса. По принципот на Словенија ќе засилат контролите, ќе има построги правила, поголема одговорност за оние кои ги издаваат и користат боледувањата, а ќе има и поостри казни. Словенците не менува ништо во критериумите кои се многу слични на нашите. Воведоа една новина, тоа се вика режим на движење. Значи, со режимот на движење е воведена забрана за некој што е на боледување да работи друга работа и да има примање во состојба на таа друга работа, и заедно со одреденото боледување одредено е што може да прави, а што не може да прави осигуреникот. Закана од абортус, патолошка бременост или нега на член на семејството се најчести диагнози за боледување. Затоа здравствените власти ги ставаат под лупа сите документи за да се утврдат неправилностите. Да се засилат контролите на места на ризик и на можни злоупотреби. Значи мора да се најде еден баланс помеѓу олеснет пристап и помал административен товар, од друга страна зголемена контрола на местата за ризик. За разлика од кај нас, во Словенија контролите на боледувањата се значително построги. Тие се следат, постојат јасни правила за движењето на пациентите за време на отсуството, а институциите имаат механизми за проверка кога постои сомнеж за злоупотреба. Изминатата година Фондот за здравство направи сериозни анализи за државните институции, кои покажаа дека најголем број отсуства поради медицински причини имало во МВР и АРМА. Фондот тогаш утврди дека секое пето боледување во овие институции е неправилно. Контролите открија злоупотреби кај матични лекари, приватни ординации и лекарски комисии.